Трета епизода од серијата Моја сторија. Веќе знаете дека секој вторник од студиото во Europe House во живо на македонската телевизија дебатираме и се справуваме со теми кои што ги засегаат единствено младите луѓе во Македонија. На почетокот да се потсетиме која тема ја обработивме минатата епизода, а потоа продолжуваме со денешната тема. Ајде. Секој треба да покаже иницијатива и мотивација за да биде волонтер. Никој на сила не те форсира да волонтираш. Конкретно се избира во АЕСЕК, проектот во кој што сакаш да волонтираш, меѓутоа исто така избираш и самата држава. Обично тие активности кај што има хонорар, овие пат ни трошоци или другите или им се вклучени директно во хонорарот, или пак сме имали случаи каде што и двете биле покриени. Постои едукација за волонтерство? Во нашата организација постои редовно организираме настани за новите членови да ги едуцираме што е нашата организација и како они може да бидат поактивни. Може да волонтира и е убаво да волонтира затоа што од секој опсек, од секоја сфера си зима по некој искуство, си зима по нешто ново, учи нешто ново и се надоградува себе си. Јас би сакал мојата професија да е волонтер негде, како не изе. По препораките и примерите од комшиските од соседните држави и Македонија во Македонија беше покренато прашање да се донесе закон за младинско учество и младински политики. Од 2011 година тргна таа епопеја и се влечеше низ разни процедури, институции за конечно лани да биде изгласана во собранието. Законот беше пропратен со протести, имаше многу спорни прашања и се дигна околу него голема прашина. Денеска во студиото ќе имаме гости кои што се директно засегнати од овој закон, кои што учествувале во негово креирање или пак кои што се експерти во таа област. Но пред да почнеме со представување на гостите, јас би сакал на кратко да видиме за што ќе разговараме во денешната епизода. Закон за младинско учество и младински политики. Реалност или утопија? Во обид да се следат европските, па и соседските законски трендови, од 2011 година тогашната влада се произнесе со иницијатива да го стави на маса законот за млади. Обид кој не го дочека собраниското да по многуте реакции на НВО секторот, а особено на младинските организации кои реагираа дека законот за млади е подготвен без нив, а истовремено е недемократски и ограничувачки. Пред повлекувањето на спорното законско решение, 45 младински организации протестираа пред собранието, барајќи од пратениците од власта и од опозицијата да не гласаат за спорниот закон. Го повикуваме собранието и сите пратеници во собранието да не го одобруваат овој предлог законски текст, а со тоа да отворат широка дебата. 9 години подоцна, на 15 јануари 2020 година, со 69 гласа за и 1 против, Македонското собрание го изгласа овој закон. Врз основа на член 162 од деловникот на собранието преминува на гласање по предлогот на законот во целина. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Беше постигнат консензус од партиите на власт и опозицијата. Што е предмет на овој закон? Што предвидува овој закон? Преодните и завршните одредби предвидуваат подзаконски акти во рок од 90 дена од стапување во сила на овој закон. Регистар на форми на младинско организирање во рок од 30 дена од донесувањето на подзаконските акти. Општините во градот Скопје и градот Скопје да формираат канцеларија за млади најдоцна во рок од 1 година од стапување во сила на овој закон. Формирање на локални младински совети,
во рок од 1 година во споставување на истражувачки центар за различни теми поврзани со младите во рамките на Агенцијата за млади и спорт. Во рок од 5 години, секоја општина треба да овозможи функционирање на најмалку еден младински центар на територијата на општината, креирање на политики и приоритети. Ќе профункционира ли овој закон или ќе остане утопија? Прашуваме ние, младите. Килово тргна работата, ама стигна до негде и сега треба да се проложи. На темава денеска на гости ги имаме Кристијан Панев, член на управниот одбор на Националниот младински совет. Добар ден. Дарко Каевски, пратеник и прилично упатен во креирањето и во спроведувањето на законот. Зоран Илиевски, извршен директор на СЕГА. Петар Барлаковски, координатор на програмата за истражување на МОВ. И Виган Адеми, млад европски амбасадор. Амбасадоре, добре дојавте. Секоја, јас Волко, ја не знам дека Волко амбасадор имаме ние во Македонија. Ту, мајката, ја мислам дека се надвор праќаме амбасадори, тоа тука сме имале. Одма, Дарко, што се чекаше толку? Ме интересира зошто 9 години помина? Овој закон, односно Законот за младинско учество и младински политики, првите обиди да се донесе овој закон беа некаде во 2010-2011 година. За волја на вистината, во тој момент не беше консултиран младинскиот невладин сектор, не беа консултирани и младите. А како така се носи закон без да... Тоа прашање може би на некој од претходните влади, се обидуваше да се донесе закон кој што буквално не доаѓаше од младите, но ако сакаме да имаме законско решение кое што буквално ќе ги отсликува потребите на младите, мора да помине низ еден консултативен процес, буквално младите да бидат вклучени од самиот почеток до крајот на носење на законот, но уште повеќе во фазата на имплементација. Токму овој закон денеска кој што е донесен пред нешто повеќе од 1 година, буквално од самиот почеток до крајот е вклучен младинскиот невладин сектор, политичките помладици, буквално сите млади кои што делуваат и функционираат и се здружени во одредени облици и преку нив секако се манифестира нивниот глас и сето тоа носи до отсликување на нивните реални потреби преку овој закон. Најглавната и најголемата потреба на младите што произлегуваат од овој закон е да бидат вклучени во сите процеси на сите институции за политики кои што се носат за млади. Затоа што претходно имавме голем број на политики кои што беа директно насочени за младите, но некако младите изоставуваа во тој процес на креирање. Затоа, повторно ќе кажам, ако сакаме да имаме квалитетни политики кои што ќе се донесат за младите и младите ќе имаат соодветен бенефит од сето тоа, младите мора да бидат вклучени од самиот почеток. Ме интересира, нели спомнавме дека се не беа вклучени, па се крена прашина, па се вклучија. Како на кој начин се вклучија? Како учествува во креирањето на целиот овој процес траеше 2 години, од кога започнавме додека дојдовме до финалното решение. Имавме голем број на консултации, 8 големи консултации се случија ширум нашата држава, имаше голем број на консултации со други невладини младински организации кои што подоцна се вклучија во целиот овој процес. Целиот процес беа вклучени работни групи кои што доаѓа преку младите пратеници, како Младинскиот клуб за пратеници кој што беше иницијатор на целиот овој процес, потоа представници на младинските невладини организации и политичките помладоци и представници на невладините институции. Сите одлуки кои што ги носевме со консензус. Доколку еден од било кој од работната група не беше согласен со одреден член или одредена работа во самиот закон, се враќавме од поново и поново дискутиравме. И затоа целиот процес траеше 2 години. Можеби вака изгледа многу долго, но сепак временски период кој што реално ни послужи да дебатираме за секој поединечен член, за секоја поединечна работа и на крајот од денот да дојдеме до нешто што е корисно, нешто што е добро и нешто што ќе биде спроведливо и во пракса во периодот од кога ќе се донесе законот. Така. Ме интересира сега, например, во однос на глобалната пандемија, сега се случи еден куп промени и на глобално ниво, ние нормално не останавме имуни на целата таа работа. Од претходните епизоди видовме дека во секој сегмент се направија претумбации. Како се одвиваше имплементирањето на законот, со оглед на тоа дека законот се донесе во јануари, пандемијата почна таму негде март веќе, да се заклучуваме по дома. Кој може да ми одговори на ова? Например, еве Петар.
Да, значи несомнено дека со настапување на пандемијата се соочивме нели со една нова ситуација каде што она што функционираше нормално за жал стана, да кажам, ненормално. Па не, мислам, со оглед на тоа дека 11 години бил стопиран и сега таман тргнала колата да оди, одеднаш се случи ово. Да, мислам дека е сосема разбирливо на почеток самите институции да имаа потешкоти при спроведување, поради тоа што нели беше нова ситуација за која што никој од нас не беше спремен, не беше навикнат. Така да во однос на тој дел на имплементацијата, во однос на самиот дел за пандемијата го разбирам, да кажам, до негде зошто се касни. Меѓутоа глобално кога ќе видиме низ цикот на целата година, веќе да кажеме работите малце се полабавија, да кажам, така што навистина може да кажеме например блага критика дека не се спроведува законот како што треба, во смисла на тоа дека се пробиени голем дел од роковите кои се наоѓаат внатре во самиот закон. Спомна и во видеото дека една година од кога ќе помине, од кога ќе се донесе законот, треба да се отвори канцеларија за младите во општините, да после имаше уште една ставка која стои исто за една година треба да помине. Така е. Само една ставка немаме пробиена, таа е на 5 години што треба да. Добро што е 5. Да. Да, кога се напнеме, може да ја пробиеме и таа. Зошто? Што се случи точно? Сега можеме да кажеме дека е ковид ситуацијата, ама само тоа ли? Па не, генерално јас би рекол ковид ситуацијата можеби е повеќе изговорот отколку реалните причини зошто се доцни со имплементацијата. Така што спомена Петар, можеби на почетокот беше разбирливо и ние од младинските организации, од Националниот младински совет на Македонија, можеби оставивме малку поголем простор да се прилагодат институциите на државата во насока на тоа да почнат и општините сами да почнат да го спроведуваат. Оно што би рекол е дека можеби имаме на некој начин килава администрација и килава државна управа која што не ги третира толку приоритетно младите колку што декларативно ги третира, не ги третира на терен она како што би требало да ги третира во спроведувањето на ова законско решение. Па дури мислам дека во некој случај дори полошо од она што би ги третирало. Поголем бенефит ако бидеа како стари. Генерално како што спомена во самото законско решение се даваат определени рокови, со таа намера се креирани тие рокови да се остави простор за се подготви теренот за да започне спроведувањето на законот, меѓутоа ние не само што ги пробивме роковите, имавме и активности, како подготвителни активности, подготовка на акти, внатрешни правилници кои што не бараат баш теренска работа, па ковид ситуацијата да беше. Добро, мислам без разлика сега можеби сега ако гледаме така еден месец, значи година еден месец е законот, ако речеме дека ковидот реално ги стопираше работите барем 2-3 месеца, така да сега за војна на вистината, мислам дека не е толку страшно дека е пробиено толку многу време, ама еве, нема врска да речеме дека би требало да се надокнади тоа. Законот не е многу голем. 10 страни, ако не се лажам јас. Може ли некој да ми нафрли чисто што точно имаме во законот што е прилично важно за младите? Еве, ќе пробам да дадам господинот Зоран дополнителна информација. Вас господине ќе ве. Благодарам. Дека сме колеги. Така. Она што само да се надоврзам на претходното прашање од аспект на имплементацијата, мислам дека токму и оваа емисија треба да биде информативно едукативно за младите, бидејќи она што го држам јас во рацете е законот и ова го имаат и тие во рацете и тоа е алатката која што треба да го бараат одговорноста и отчетноста. Особено од локалните самоуправи, бидејќи и кога го правевме законот сакаме да го обезбедиме влијанието на младите онаму каде што живеат. И токму овој закон дава поголема можност за нивно влијание на локално ниво, во општините. Па така, и претходните колеги напоменаа дека отварањето и во самата најава, отварањето на канцеларијата за млади требаше да се случи за една година во секој од локалните самоуправи. Значи не третира ништо поинаку законодавството, односно е насочено кон секоја локална самоуправа и тоа општините требаше да го направат до сега. Понатаму општините требаше за една година да обезбедат позиција службеник за млади кој што ќе се грижи и ќе работи во таа канцеларија за млади, што од друга страна кога јас како дел од работната група заедно со Дарко го размислуваме концептот е што да направиме за да отвориме поголема врата во општините за младите на локално ниво. И затоа уште еднаш ги повикувам младите пренесувајќи информацијата дека законодавството, односно законот го третира она што мора да се случи за година дена и треба да ја барат одговорност и отчетност од локалните самоуправи докаде е отварањето на канцеларијата, докаде е назначувањето на советник на млади. Како функционира тоа? Одам во општина и барам да поднесам
барање. Официјално барање, Да. што се случува? Што се случува со писмено барање од информација од јавен карактер. Добро, со Тоа е гледам дека нова. јас немав појма дека такво нешто се случува додека не дојде да се спремам за оваа епизода. Сега јас не сум многу млад, ама па не сум ни стар. Па и Така си. да тоа е ради тешкиот живот имам, носам себе лик на Разбирање. старец. Но сакам да кажам дека прилично да не речам воопшто не е маркетиншки покриено и воопшто не се информирани луѓето информативно, значи јас не се сеќам дека сум сретнал некаде, можеби нешто ми поминало, ама сигурно не е тоа доволно за голем дел од луѓето да младите да Сметам дека медиумите не одиграат улогата на доволно информирање и запознавање на младите во процесот кога и се донесе законот, и на самото можеби креирање. Но она што е важно е дека законот е веќе усвоен, е во своја примена, и од прашањето кое што го имав, што носи законот, многу важна информација е дека носи буџетски средства. И тоа согласно законот вика дека 0,3% од државниот буџет треба да се одделат средства за потребите, односно активности за младите, и многу уште поважно, што е на локално ниво, од секој општински буџет 0,1% треба да има средства предвидени за младите. Односно, тоа треба да бидат активности кои што ќе бидат специјално наменети во буџетска линија за младински активности, тоа за младински ќе координира локалната самоуправа, односно канцеларијата на младите во локалната самоуправа. Тоа се буџети кои што локалната самоуправа треба да ги распиши за локалните младински организации или локалните организации кои што ќе креираат активности за млади. Со ова кога го концепиравме законот, сакаме да обезбедиме дека барем 0,1% од скупниот буџет на секоја општина ќе има резервирана за младински проекти. Дека задолжително мора да дадат. И тоа е тоа што треба да го бараме од секоја општина. Колку повеќе има средства за младински проекти, толку повеќе има активности за да ги поддржиме младите во генерално во нивниот развој за нивните потреби. Значи пак се сведува на агилноста на младите дека треба да се бара тоа, значи буквално да се гребе за тоа за да се заврши што побрзо. Претендникот ни е тука да даде многу поинаква можеби димензија, но јас само насочам дека младите треба да бараат, но ова е држава, има институции кои што треба да го гарантираат применувањето на законот. Не секогаш треба да бараме оправдување зашто не е тоа така. Од правен аспект, ако тука вика дека 0,1% мора да има во секој општински буџет наменет за проекти за млади, тоа мора, нема отстапување. Нема оправдување беше пандемија или не беше пандемија. Ако беше пандемија, тогаш општините не ги затворија буџетите. Нормално, различен начин ќе се најде тоа, така е. Јас само на кратко би дополнил дека исто така во однос на информираноста, дека точно дека мал број на млади се неинформирани во однос на ова законско решение дека постои како такво, меѓутоа ние Радио МОВ направи една сторија во рамки на Младински образовен форум каде што видовме дека и самите општини не се запознаеле дека постои овој акт. Па така некои општини каде што претежно се во рурални средини не знаат дека постои овој закон. Дека може дека има не биле информирани дека треба дел од својот буџет да одвојат или пак дека треба да направат некаква канцеларија за млади, службеник за млади или пак локален младински совет. Така да би рекол дека е двострано во однос на неинформирањето, дека и младите не знаат, меѓутоа и самите општини. Колку општини има во Македонија? 80. Тоа значи дека 80 канцеларии за млади треба да никнат низ Македонија. Јас би сакал да погледнеме еден прилог во однос на тоа како се креираше процесот на креирање на донесување на овој закон. Вие претпоставам ќе препознаете некои луѓе од таму. Да видиме. Процесот на креирање закон за младинско учество и младински политики започна како иницијатива на Клубот за младински прашања и политики во Собранието. Во еден 2-годишен процес, со вклученост на сите засегнати страни, успеавме да креираме за прв пат законска рамка која што ќе ги опфати младинските прашања. Учествуваа пратениците од Клубот за младински прашања и политики, учествуваа младинските представници од граѓанските организации кои се занимаваат со темата младинско учество, представници од владата и од Агенцијата за млади и спорт. Во серија на дискусии, отворени јавни дебати со младите луѓе,
низ неколку градови во државата беа собрани нивните мислења и нивното знаење и што сметаат они дека треба да биде регулирано во Законот за младинско учество и младински политики. Сметам дека нашиот процес кој што го водевме е добар пример за останатите земји во регионот, барем на југоисточна Европа, каде што се отвори широк процес на консултација, се дадоа сите можни механизми за да младите може да учествуваат во тој процес, вклучувајќи ги новите трендови, давање на своји мислења, препораки преку онлайн апликации, преку онлайн платформа и со испраќање на имейл и со директно учество во различните форми на активности кои што ги имавме во креирањето на закон. Со овој закон за прв пат се нудат механизми и начини како младите директно да бидат вклучени во креирањето на политиките. Не ги заштитуваме директно младите, но им даваме место директно сами они да преговараат со државните функционери и да го дадат својот инпут во нешто се вика мерки за нив. Преку националното собрание тие ќе изберат 9 представници младински кои ќе седнат на иста маса со 8 владини представници и заедно ќе носат одлуки. Самите организации кои што ги третираат младинските прашања треба да го засилат своето влијание и својот притисок врз сите нивоа на власти во државата за поголема примена на законот. Дарко, многу ме интересира, спомнавме, значи дека како ќе се изведуваат преговарањата, донесување на политиките, на младинската политика. 9 млади луѓе доаѓаат од едната страна на таблата, 8 стари политичари доаѓаат од другата страна на таблата. Како иде тоа? Се среќаваат некаде, има официјални заседанија? Се уште не е дополнително дефинирано, но главната интенција на овој закон е националното советодавно тело кое што ќе биде создадено од 17 члена, како што напомена 9 представници кои што ќе се изберат од Националното собрание на младински организации и 8 представници на институциите, каде што буквално ќе се разговара за сите политики, сите предлози, проекти и мерки кои што ќе бидат наменети за млади. Токму и главната интенција и главната тежина на самиот закон е да ги седне на иста маса, што можеби во минатото една од главните забелешки кои што доаѓаше од младинскиот невладен сектор е дека не седнуваме на иста маса и да разговараме за приоритетите, предлозите, проектите, за сето она што го носим. Токму тоа седнување кое што ќе биде во институциите, можеби и во канцелариите на младинските организации, ќе биде во насока да се донесат конкретни идеи, предлози, проекти, мерки, стратегии кои што ќе бидат во насока да го подобрат младинскиот стандард, но сепак повторно ќе кажам со доминантно влијање, односно со мнозинство од младинскиот сектор, и тоа дополнително ќе даде тежина на самото национално собрание на младинските организации, но од друга страна ќе им даде мотив плюс дека знаат дека они го имаат мнозинството во тоа тело и они можат да бидат тие кои што ќе надгласуваат и дополнително ќе влијаат во целиот овој процес. Верувам дека оваа пракса не само што ќе функционира, дополнително ќе може во иднина да се продлабочи во други сфери, но пред се кај нас во моментот е потребно младинските организации преку своји младински представници во тоа национално советодавно тело дополнително да влијаат и да помогнат во целиот овој процес. Верувам со тоа и од една страна ќе бидат задоволни и младинските организации, токму она што го бараат на крајот на денот ќе биде исполнето и секако ќе имаме подобар младински стандард, ќе имаме повеќе задоволни млади луѓе кои што сакаат да останат во нашата држава, ќе има проекти и други мерки кои што ќе бидат во насока да ја намалат и младинската невработеност, ќе бидат во насока и да го стопрат бренддренот во нашата држава и така натака и така натака. Значи, еден сублимат на сето ова е буквално седнувањето на маса ќе биде во корист и на младинските организации, но пред се на секој еден млад човек во нашата држава. Во законот сретнав некои изрази како типот на национално собрание на млади. Кој го сочинува тоа национално собрание? Национално собрание на млади го сочинуваат сите младински организации кои што ќе бидат вметнати, односно внесени во регистарот кој што го спроведува Агенцијата за млади и спорт, и тоа ќе биде едно тело кое што ќе биде буквално сите младински организации кои што во својот делокруг на работа имаат работат во делот на областа млади, ќе бидат можат да се пријават и секако да бидат во Има некаков регистар да се види кои се во моментов во Агенцијата за млади и спорт се спроведува овој регистар. Веќе заврши фазата на пријавување на младински организации, бидејќи не ги следам до
целосно процесите што се случуваат таму. Мислам дека сега следна фаза е објавување на целиот регистар, а потоа состанок на националното собрание кој што ќе треба да ги даде тие представници кои што ќе бидат во тоа советодавно тело. Видовме дека ние се си знаеме тука, мене многу ме интересира колку децата знаат, младите знаат на терен. Ја пуштивме Михаела да направи една анкета за тоа колку се запознаени младите во однос на законот кој што се донесе, како се спроведува и така натаму. Да погледнеме. Здраво, јас сум Михаела. Лани минатата година во јануари беше изгласан законот за млади. Неодамна чув за тоа, па сакам да знам нешто повеќе. Ајде да ги прашаме моите врсници, дали они се запознаени со истото. Дали сте запознаени со законот за млади? Не. Вие? Да, законот за млади кај нас е донесен скоро, односно пред една година и се обидуваме што повеќе да го развиеме. Закон за млади представува закон кој што изгласа во јануари 2020 година и со него се предвидува секоја општина да има програма за младите, да одвои дел од својот буџет за нив и младински центар во кој што младите ќе може да делуваат. Po, ligji për të rinjtë është një ligj që ka diku rreth 10 vite dhe ky ligj domethënë ka për qëllim që të ndihmojë të rinjtë në zhvillimin personal, profesional dhe social. Не. Да, мислам дека и тоа е исто понов закон кој што е донесен во јануари годинава и мислам дека работеше младинска екипа на него. Да, и мислам дека исто така во него се содржат сите права и обврски кои ги имаат младите. Исто така каде може да се вклучуваат или на пример ако му биде нарушено некое право како да реагираат. Сум слушнала за закон за млади, но не знам што е. Кои права им се загарантирани со законот на младите? Правото на учество. Едно од основите кои што ги дискутираме во процесот на подготовка на драфтирањето што ќе носи овој закон. Клучно беше да се постави начин долгорочен за секој млад човек да може да се слушне неговиот глас. И правото на учество уствари е право на слушање на гласот на младите, што е оно што треба да го разберат политичарите или оние кои што креираат политиките, ги носат законите и така натаму. Па токму затоа реков од прва правото на учество, затоа што претходникот збореше за националниот начин за учество преку националното собрание и советодавното тело, каде што младите ќе имаат можност да го кажат својот глас, своето мислење пред институциите на национално ниво. На локално ниво, на што е клучно, е дека младите со овој закон му се загарантира правото на учество во локалните совети на општините. И преку форматот кој што се вика локални младински совети, се обезбедува во секоја локална самоуправа да се формира тело на млади луѓе кои што ќе имаат право, ќе имаат можност да застанат заедно со избраните локални советници и да дискутираат за теми кои што нив ги мачат секојдневно и имаат своји локални различни потреби. Значи да појасниме, во законот нема конкретно кој работи, но најбаважната работа тоа е дека застануваат рамо до рамо со пратениците во однос на донесување на повеќе закони и акти кои што ги засегаат младите. Така. Да се каже, генерално она што законот би требало да го гарантира со неговото донесување е еден структурен диалог, да ние младите или младинските организации постојано да не бараме да бидеме вклучени, туку сега институциите да бидат должни да ги прашат младите пред да креираат определени законски решенија, меѓутоа и не само законски решенија, ќе креираат мерки за вработување, ќе креираат образовни политики на локално ниво, ќе креираат мерки за зголемување на младинскиот стандард. Сето тоа мора да биде во консултации да потекне изворно од младите, значи од дола па да оди кон горе кон донесување на тие решенија. Ова законско решение би требало да го гарантира тој процес. Младите да бидат вклучени во самиот процес на креирање на законското решение, да не им се сервира како готов продукт, туку од нив да излезе тоа законско решение, таа политика или таа мерка која што директно е насочена кон младите. Да не се прескокнуваат како најважната карика во целата таа работа. Ме интересира младински чадор организации, спомнати се во член 8. Што се тоа? Младински чадор организации всушност би требало да представуваат некаков сојуз на формите на младинско организирање. Зошто велиме формите? Тоа е една кованица која излезе во
во новиот закон за младинско учество и младински политики, кој што ги подразбира и младинските организации кои што директно се раководени од млади, меѓутоа и организациите кои што спроведуваат активности за млади, иако во раководството не мора да значи дека мора да бидат само луѓе до 29 години, но тука се и политичките подмладоци на синдикати и така натаму. Сите тие спаѓаат во некакви форми на младинско организирање. Чадор организациите би требало да бидат еден тип на таков сојуз во кој што ќе има најмалку 10 организации од 5 плански региони во Македонија. Значи не може да биде централизирано учеството во тој за да добиете статус на чадор организација. Млади, кога збориме, како иде тоа, од колку до колку? До 29, мислам дека е границата. Од 15 до 29. За малку и вие ќе влезете. За малце. За 15 години. За 3 години. Јас ту не влагам за 3 години јас. Виган, кажи ми интересира, ти имаш искуство со овој закон надвор од државата. Кажи ми како е спроведено тоа во ситуација каде што ти си запознаен? Значи, самата интенција на овој закон нели произлегува негде од 2010 година. Првично, јас сум бил представник на нашата држава во парламентарното заседание на франкофонијата, односно во млади франкофонски парламент во брегот на Слонова коска, кај што требаше да се направи резолуција за младите. Имавме работа на различни комисии, од кои комисии јас сум бил учесник во комисијата за образование и за развој на младите. Значи, франкофонија е една мултилатерална организација на која учествуваат повеќе земји, од кои Македонија е полноправен член со право на гласови и така понатаму, кај што требаше да се создаде резолуција за овозможување на сите млади на овие земји да бидат вклучени во различни сегменти во општеството, значи во самата суштина на овој закон да се уредува нивното учество во креирање на политики, на пристап до образование формално и неформално, пристап до други јавни сервиси. Значи, и многу сум среќен на некој начин што денес веќе успеавме да имаме ваков закон кој гарантира правилно и ги уредува односите помеѓу младите и државниот апарат. Пошто ја го гледам тоа како една заедничка и добра корелација за постигнување и усогласување на ЕУ политики, односно глобални политики со локалните политики. Токму поради ова, Ви Балканс, од кај што јас сум представник како млад европски амбасадор, е една мрежа која ги соочинува земјите што се од Западен Балкан и што во суштина овој закон е направен исто како кај нас, негде од 2019, ако не се лажам, во Албанија, Србија и Косово. Усвоен е законот со иста содржина и различни поими, нели, млад службеник за млади или координатор за млади. И со ова, значи, нашата платформа на Ви Балканс, поддржана од Директоратот за проширување од Европска комисија, ги прави надзор на овие активности што произлегуваат од младите за младите во различни сегменти, било социјални, било за климатски промени и така понатаму, за недискриминација, за излез од стигма, за маргинализирани групи и така понатаму. Така. Имавме шанса да чуеме, односно да стапиме во контакт со некои луѓе кои што се директно инволвирани во организациите за млади околу нас. Би сакал да го погледнеме таа анкета, односно тој прилог и да го продискутираме малку. Закон о младима je донет 2011. godine, a trenutno je na snazi i nacionalna strategija za mlade
za period od 2015. do 2025. godine, kao i akcioni plan koji se donosi za njenu implementaciju i on se usvaja na period od 2 godine. Pyetja ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimarrjes pa kurrfarë dallimi dhe përjashtime. Në zhvillimin e shoqërisë demokratike, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjve dhe të statusit të tyre shoqëror. Në të gjitha nivelet e organizimit shoqëror janë të themeluara këshillat e veprimit rinor. Përmes këtyre këshillave, të rinjët sigurojnë pjesëmarrjen në procesin e vendimarrjes nëpër institucionet e Kosovës. Aktivno mladi učestvuju zajednički sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i drugih institucija u cilju kreiranja omladinske politike i konkretnih rešenja za probleme mladih danas u Srbiji. Krovne organizacije koje se bave implementacijom zakona i pitanjima mladih u Bosni i Hercegovini jesu podijeljene na entitetski nivo, to su Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće mladih Brčko distrikta i Omladinski savjet Republike Srpske koji se od 2019. godine ujedinjeno pokušavaju zapravo organizovati da se implementacija zakona o mladim provede i sprovodi generalno na lokalnim nivoima na što bolji način putem samih certificiranja. Петар, ме интересира дали се запознаен како функционираат во однос на комуникацијата на нашите организации со околните организации? Има ли некаква комуникација, например? Да, младите покажа во нашата држава бар дека се отворени за соработка со сите од регионот и дека немаат никаков проблем да комуницираат со нивните младински организации или организации за млади. Моментално мојата организација можам да кажам дека и такако има соработувано со организации надвор од држава, што значи дека младите имаат и желба, меѓутоа и шанса да ги големат своите видици, да ја зголемат својата соработка, пред се поради тоа што мислам дека бар во регионот голем дел од младите се соочуваат со исти, ако не бар со слични проблеми. Мислам дека баш со заеднички напори може да се изнајде до некакво заедничко решение за оние проблеми кои што директно не засегаат. Претпоставам дека таа соработка се базира на проекти кои што се онлайн сега во ситуацијава или има проекти кои што се, не знам, размена, одење, враќање, доаѓање, таков тип или да, само сега поради пандемијата за жал соработката се сведе единствено на онлайн состаноци, онлайн тренинзи, онлайн предавања и слично, меѓутоа пред пандемијата имавме такако голема соработка и дали преку физички учествување на тренинзи, различни споделување на различни искуства или слично. Еве лично може да споделам искуство дека ние како МОВ поради тоа што имаме веќе долго искуство во студентското организирање, бевме повикани да предаваме на учесници, односно студенти од Косово, да во однос на демократско студентско организирање како е најправилниот начин, потешко тиите и слично. Така што, како што кажав на почеток, баш не спојуваат заедничките проблеми кои што ги делиме и желбата да ги решиме. Повели? Да, во тој контекст јас би сакал само да надополнам нешто. Слободно. Да, во смисла на што си кажа се, ти уште еднаш да ни кажеш. Така. Во смисла на соработката со организација од регионот, меѓутоа и од Европа, мислам дека предничиме во овој дел. Имено мала пикантерија е дека Националниот младински совет на Македонија е рамноправна членка на Европскиот младински форум, пат кој што го изодивме многу порано отколку нашите институции овде во државата да го препознаат таквото учество. Така да во тој поглед мислам дека решенијата кои што ги земаме од европската пракса во смисла на соработка, меѓутоа и во смисла на креирање на политики во регионот на Балканот, мислам дека предничиме. Например, земете ја во предвид младинската гаранција која што како Национален младински совет на Македонија ја презедовме од европските земји преку нашето учество во Европскиот младински форум. Во тој поглед предничиме во целиот Западен Балкан. Ние сме единствени неевропска земја која што не е дел од Европската унија, која што започна со некаква имплементација на младинската гаранција. И овде мислам дека соработката на организациите младинските со нивните врсници од регионот е на релативно добро ниво. На хартија супер звучи се, одлично е, закони за младите, имплементација, ќе се прави ова, ќе се прави она. Сведоци сме дека многу често тоа е само основата и тука веќе нема понатамо ништо.
Како ќе бидеме сигурни дека тоа што ќе биде и што е пропишано со законот ќе се имплементира и навистина нема да се прескокнува таа карика на младински организации за донесување на закони? Има некоја идеја како ќе се реши тоа? Мислам дека клучна улога во целата приказна на законот се институциите. Институциите на ниво на систем на држава кои што треба да ја вршат контролата на спроведувањето на сите нивоа, онака како што е пропишан законот, без разлика бидејќи законот стриктно дефинира кој што треба да направи во определен период, односно кој што треба како треба да делува. И сметам дека младите како единка нема што да бидат обвинети дали законот се спроведува, бидејќи за да дојдеме до идејното решение да се подобри животот на младите, барем на локално национално ниво во делот на учество и организирање, рекоме дека тоа мора да биде законски. Спроведувањето или се она што значи примена, ќе значи одговорност на институциите и системот на проверка на постигнувањето. Сметам дека пратениците, го имаме тука и пратеникот, младиот пратеник од нашиот парламент, ќе имаат главната улога бидејќи тоа нивната основа да го контролираат спроведувањето на законите од страна на другата власт, на извршната власт, и дека се тие кои што треба да направат главниот притисок врз институциите за спроведување на законот, од една страна, и од друга страна, пак уште еднаш викам, со влијание од страна на организациите во делот на барање на одговорност и отчетност од страна на оној што е напишан во самиот закон, дали локалната самоуправа, дали Агенцијата за млади спорт, или директно дали владата одделила средства или требало да направи некаква примена. Во тој контекст, овие процеси мора да се случат што порано, или што поскоро, час поскоро, утре треба да се случат, за да немаме уште една емисија во која што ќе го поставиме на ниво на прашање дали е примена или е утопија. Не, мораме да веруваме и да се залагаме да биде тоа примена. Се додека го ставаме прашањето дали е утопија, сме далеку од потребите на младите. Сведоци сме и претходно во разговори видовме дека наредните теми ќе бидат баш од интерес на младите, и делот на вработувањето, и делот на иселувањето. Сведоци сме дека тоа се основните проблеми со кои што се соочуваат младите, и токму тргнавме од тие причини за да го направиме закон, да обезбедиме подобро обкружување, подобра локална самоуправа и подобра држава. Ако може јас малку да дополнам, токму функцијата и на пратениците пред се на младинскиот клуб за младински прашања кој што е составено од голем број на млади пратеници е мониторингот на сите овие политики за млади. Првичното создавање на самиот клуб и функцијата беше да ги внесе младинските организации во системот, да ги внесе преку законско решение, но сега и на една од средбите кои што ги имавме поддржани од Вес Миснер Фондацијата, една од главната стратешка цел на овој клуб на млади пратеници ќе биде како да излезе на терен заеднички со младинските организации и да го мониторира спроведувањето и имплементацијата на не само на овој закон и на ред други младински политики кои што се спроведуваат и од институциите и од локалната самоуправа, и заеднички да направи едно партнерство помеѓу сите овие страни, да имаме на крајот од денот справедливи проекти, справедливи идеи, справедлив закон кој што ќе биде во интерес на младите. Токму и улогата на пратениците е да мониторираат во целиот овој процес и да гарантираат, како што гласале и го донеле, така и да гарантираме сите заеднички дека сето ова што е на хартија ќе биде справедливо. Верувам дека нема причина да не биде справедливо, токму сите овие процеси кои што се превземени до сега се во насока да се спроведе. Факт е дека и се доцни со одредени рокови, но како што кажавте на почетокот, се соочуваме со пандемија, голем дел од институциите, од локалната самоуправа, голем дел од средствата ги пренаменија во функција да справување со корона кризата, но верувам дека час поскоро ќе се излезе од сето тоа и час поскоро сето ова што го има на хартија ќе го спроведеме, и сето ова што го има на хартија како временски рокови за сето она што треба да се воспостави, ќе се воспостави, ќе функционира. Постојат уште неколку работи кои што треба од законот, истражувачкиот центар, потоа локалните младински канцеларии кои што верувам дека за многу брзо време ќе бидат формирани, и потоа ќе преминеме во една следна фаза во она со националното советодавно тело и секако младинските центри кои што се во рок од 5 години да се формираат на територија на секоја општина. Така да улогата која што ни предстои, затоа и на почетокот кажав дека важно е да се донесе законот, но уште поважно е да бидеме целосно вклучени во имплементација на законот, затоа што тоа е гарант дека сето она што сме го напишале на хартија
ќе биде справедливо на дело и ќе има на крајот од денот бенефит, ќе има секој млад човек во нашата држава. Претпоставам дека ова што зборувате сега уствари ќе им даде и практично независност на младите во однос на функционерите. Апсолутно, да ниту едно решение, ниту една работа која што за секој еден млад човек во нашата држава да не зависи од политичката волја на некој функционер или припадност на одредена политичка партија, туку напротив, ова законско решение гарантира дека секој еден функционер ќе мора да седне на иста маса со младите, да разговара и да донесе заедничко решение за одредена политика. Без разлика дали тој смета дека тоа е исправно, дали тоа според смета него, дека дали според него е како што треба или не е како што треба, секако мнозинството од целото тоа национално совладано тело ќе каже која е насоката во која што треба да се движи државата и локалната самоуправа кога се работи за младите. Во секој случај треба да се делува на двете нивоа. Прво на ниво на младите да се информира, да се едуцира за правата кои што ги имаат, кои што ги носи овој закон. И од друга страна да се едуцираат локалните самоуправи. Видовме пренеска од разговорите со нашите колеги дека има локални самоуправи кои што не слушнале. Значи ова го зборувам од аспект на прва интервенција што треба да се направи. Да станат свесни дека мора да го применуваат овој закон, оние кои што се одговорни за примената, и младите да бидат што повеќе информирани за нивните права. Пак уште еднаш викам за нивните права, затоа што и тие имаат право да учествуваат и тоа право треба да го побарат врз основа на законот. Процесот мораме сите на крајот на денот да бидеме свесни дека ова е почеток. Ова е прва година од законот. Не значи дека она што како дел јас и претеникот во работната група сме напишале било најдобро. Овој закон ќе претрпи сигурно измени и дополнувања во моменти кога ќе видиме дека нешто фали, дека тоа е материја која што може да биде променлива. Жива материја. Читајќи го законот сега видов дека односно дојдов до заклучок дека можеби во преодните завршни одредби каде што нема казни за оние што нема да го применува, ќе биде причина да не биде применлив. Но тоа ќе видиме, што ќе остане во наредниот период. И така пак викам дека мораме сите заедно во овој процес да дадеме максимум и ние како коалиција сега. Викам дека низа на општини нас не исконсултираа за помош и таа помош ние даваме, но ние сме граѓански сектор. Државата треба да обезбеди системска помош и поддршка на сите локални самоуправи да знаат правилно да го имплементираат овој закон, за да на крајот на денот викаме дека законот има за цел да ја подобри општата благосостојба на младите. За да се случи тоа, потребно е заедничко действување на сите чинители. Сакам да надополнам во врска со законот дали е реалност или утопија, да не бидеме толку скептични од тој поглед. Имаме една успешна приказна последните настани со образовниот сектор за седнување нели на државни функционери со представници од Сојузот на средношколци, каде што се изнаоѓа конкретно решение за нив за државната матура и ова е можеби индиректен начин на применување на овој закон и за гарантирање на правата на младите. Така. Сега би сакал да погледнеме една анкета, повторна анкета, да видиме што мислат младите, колку они навистина имаат право на глас. Дали они веруваат и колку веруваат дека навистина може да учествуваат и да седнат тет-а-тет со пратениците за донесување на работи кои што се директно наменети за самите тие. Да видиме. Теоретски имаат, меѓутоа колку е слушнат тој глас не сум баш сигурна. Па да, со наполнети 18 години. Искрено не. Секако дека треба, бидејќи тие најдобро знаат што им треба и кои би требало да бидат нивните права изложени. Да, апсолутно, бидејќи на крајот на денот тие се главните засегнати страни. Да, треба да учествуваат. Младите се движечка сила на едно општество и кога се работи за младите, секако и тие треба да го дадат своето мислење. Да, треба да учествуваат, бидејќи тие се закони кои што се однесуваат за нив и тие најдобро знаат што сакаат за нив. По пакетот 4 цвета марен песец се ветли идеш брата. Ние бевме директно вклучени во тоа, додека јас би сакала јас да сменам нешто во овој закон, би додала повеќе глас на младите, за тоа да има
Република Северна Македонија да има и поголем буџет за младински активности и за отварање на повеќе младински центри. Најпрво би предложила да се подобри нашиот образовен систем и да се зголеми можноста за вработување кај младите. Секоја одлука во врска со образованието за било какви полагања треба да се слушаат студентите, зашто студентите знаат како е најдобро за себе. Па би сакала да опфати повеќе вклучување на младите во заедницата и општо во донесувањето на одлуки. Би сакала да опфати како младите би можеле подобро да се развиваат во самата заедница. Може би тоа најдобро би се направило или не знам би се остварило доколку би се направиле некои како не катчиња, туку посериозни организации зад кои би стоел некој поважен орган од самата држава со цел, например, доколку ги кажат тие проблеми, некој да навистина да им ги реши. Не само да зборуваат, а ништо да не се случи. Голем дел од анкетираните го спомна подобрување во образованието, действување во образованието, влијание на образованието. Има ли реална шанса преку законот младите да действуваат во однос на образовниот систем, во однос на програмите, во однос на тој сегмент? Сметам дека да, се надевам дека и претедникот ќе дополни целата приказна, зборувајќи за Националното собрание за млади и советодавното тело, е просто каде што токму овие проблеми ќе бидат ставени на маса пред од другата страна политичарите, односно од другата страна представителите на Министерството за образование, каде што ќе бидат директно адресирани проблемите кои што ги мачат. И средношколците, и студентите, и невработените млади. Токму тој концепт е предвиден со законот. Има шанси, но треба да имаме примена, да го формираме тоа тело и да видиме каква ќе биде ситуацијата од аспект на влијание, на промена. Секоја се младите тие кои што треба да донесат промената, а институциите мора да станат свесни дека мора да ги слушаат нивните потреби. Ајде, јас апсолутно сметам дека овој закон дополнително ќе помогне на влијање на младите во делот и на образованието, и не само во образованието, и во сите сфери кои што ги опфаќа младите луѓе. Верувам дека овој закон дополнително ќе ја врати довербата на младите во институциите. Ние можеме да кажеме дека во изминативе 20 на години младите изгубија довербата во системот, довербата во институциите, довербата во функционерите, и можеби тоа беше една од причината зашто се оцелува. Токму преку ова законско решение, токму преку директно инволвирање на секој еден млад човек, преку младинските организации, преку политичките помладоци, ќе можат да влијаат и да донесат нешто, односно да влијаат да се донесе нешто што е во нивни интерес, и преку тоа да се почувствуваат дека биле директно инволвирани во самиот процес и да се почувствуваат дека системот може повторно да се рестартира и да биде во насока да носи политики кои што ќе бидат во интерес на младите. Кога збориме во делот на политики за млади, тоа е менлива категорија која што од ден на ден се менуваат потребите, и токму затоа и младите треба да бидат секојдневно вклучени, затоа што можеби ова денеска што го напишавме, односно пред една година што е донесено како закон, за 2 години ќе треба да претрпи сериозни измени, и затоа потребни се младите да бидат вклучени од самиот почеток. Но секако одговорот на прашањето е да, младите мораат и секако преку овој закон дополнително ќе влијаат да се промени голем дел од работите и во образованието и во останатите сфери поврзани со младите. Кристијан, пред крај да ми кажеш според тебе, кој е најголемиот бенефит од донесувањето на овој закон? Видете, најголемиот бенефит се уште не сме го искусиле, односно плодовите се уште не сме ги собрале. Според мене најголемиот бенефит ќе биде да се охрабрат младите дека тие од некои нивни идеи, замисли и мерки можат да произлезат од нив и институциите да ги спроведуваат. Според мене ова законско решение би требало да го повлече токму тоа, да им даде ветар во грб на младите, да ги охрабри дека тие се решението на нивните проблеми. Меѓутоа и овде целата работа се сведува и кон политичките субјекти и кон институциите. Сега е моментот да видиме дали само декларативно се залагаат дека младите стануваат приоритет во оваа држава, или е моментот кога навистина ќе покажат волја и интерес едно законско решение да се спроведе онака како што треба. Виган и Петар, пред крајот, јас сватив до сега дека еден од клучните проблеми во ова е информираност на младите и, условно кажано, незаинтересираноста на медиумите во однос на ова прашање кое што најверојатно не им делува доволно
заголицливо за публиката. Вие како амбасадори, вие како сериозен медиум кој што се бави баш со таа таргет група, правите ли нешто во однос на тоа? Па, нашата работа е пред се да ги информираме младите за нивните прави обврски, меѓутоа да ги информираме за суштината и важноста на овој закон кој дава еден институционален механизам младите да можат да седат на маса рамо до рамо со одредени функционери и политичари да влијат на политики кои што директно ги засегаат на нив. И сега во однос на информираноста на младите и ангажираноста на младите во однос на законот, мислам дека не може да очекуваме дека сите млади наеднаш ќе сакаат да бидат вклучени во локалните младенски совети или во националното собрание или во било кое друго тело. Туку мислам дека овој закон представува баш добра основа за оние активни млади, оние млади кои што сакаат да променат нешто во својата заедница, дали на локално ниво или на национално ниво, да им биде дадена шанса или можност тоа да го направат по еден институционален пат, каде што вистински ќе може да се случи некоја промена или да се направи нешто. Така. Ние како платформа We Balkans направивме низа настани кои индиректно ги информираат младите со тековните активности и со тековните актуелности, да кажам, во врска со нивните права и нивното уредување и релации со државата. Значи, информираноста може да се каже дека е ниска и дека самиот закон е многу абстрактен. Меѓутоа, има голем надеж од тоа што младите веќе ги земаат работите на своји раце и веќе има прогрес кон таа тема. Така, ви благодарам многу на сите. Дарко во неколку наврати кажа огромен проблем во државата дека е brain drain, дека е одливот на млада сила, на млади мозоци надвор. Еден од најголемите причинители за тоа е невработеноста. Затоа најавувам за следниот пат, главна тема ќе ни биде невработеност, ќе опфатиме случаи, ќе опфатиме анкета, ќе опфатиме големи проблеми, вистинити случаи за тоа што се случува на ова поле. Ќе имаме гости кои што се директно инволвирани во секторот за вработување и ангажмани. Така што ви благодарам уште еднаш на вас за вечерашна емисија, веќе е вечер навор, иако ден ја беше. Останете вие на програмата и се гледаме следниот вторник во истото време со друга тема. Чао, чао!